манипулација жестока е дека ако јас изгледам сега куќа покрај Мавровско езеро и ако таа не е легална, дека јас го користам мој закон сега за да ја легализирам. Прво, треба да добијам од најмалку 5 институции мислења, од инспекторат ваков, инспекторат таков, министерство вакво, министерство такво, за да дојдам до можноста да поднесам барање да легализирам. И третата дубиоза која што во јавноста беше присутна, дека ќе им се дозволи за една евролегализација, не е точно. 150% од вредноста на комуналиите плаќаат тие кои што ќе легализираат некаква дивока. Тогаш вашиот интерес кој беше да го поддржите овој закон? Тој е на народот интересот. Тој е на народот интересот, не е нашиот интерес. Ја немам таков објект, нити раководството на нити некој најблиското раководство. Народот има интерес, не тегнат за раце на нивелат кога ќе го донесеме, затоа што да, имам куќа, еве, конкретно во Струмичкиот крај ќе ви кажам, во Босилово, имам куќа, вели, кренав спрат, не ми е легален спратот, синот со жени, снаа донесе, дете се роди, земав кредит да кренам спрат. Верували ли не поминаа 40 минути? Уште едно прашање имам. Ако членот 41... Секогаш вака брзо ни проаѓа времето. Добро. Ако членот 41 да претрпе измени од формата во која што беше донесен сега, дали ќе го гласате законот? Па не, видите, јавноста е прилично сензитивна по ова прашање. Мислам дека патеката и траекторијата и днината на овој закон треба да биде поинаква од таа која што беше до сега, а сите оние кои што ценат дека овој закон не треба да се донесе, имаат можност во парламентот сега на блокирање и филибастеринг и да не дозволат тој закон да се донесе. Ако добро ве разбирам, вие прифаќате дека треба да има известни интервенции, така, во законот? Апсолутно, немам никаква дилема. Треба да се стави на јавен увид, јавна расправа, нека дојдат луѓе, нека кажат што треба да се смени, нека се смени и готово. Тоа е тоа. И ќе го гласате пак? Ако јавноста застане позади новата верзија, зашто не?